Прекумерната употреба на мобилни телефони, социјални мрежи и вештачка интелигенција влијае врз концентрацијата и критичкото размислување кај децата и младите. Истражувањата покажуваат дека знаењето подобро се стекнува кога содржината е прочитана од книга отколку од екран. Според професорите, вештачката интелигенција помага, но сериозно и одмага во делот на вниманието и самостојното размислување, што се клучни во процесот на образување. Употребата на вештачката интелигенција при пишувањето не само што не помага, туку и одмага во критичкото мислење, во задржувањето на вниманието, во креативноста. Значи, напротив, сите овие алатки кои што мислиме дека ни го леснуваат животот, во основа чинат да ја предадеме на друг ентитет, така да кажем, во најблага смисла, нашата најважна карактеристика, тоа е мислењето и интелигенцијата. Самите мобилни делуваат на мозоците на децата на ист начин на кој што делува и дрогата. Имено тоа лачење на допамин, на хормони на среќа, ја создава зависност кај децата. Во ера на дигитализација и алгоритми мора да се направи вистински спој меѓу книгата и екранот, но и да се ограничи времето што децата го поминуваат на мобилните телефони и социјалните мрежи. Владата, училиштата и општините би требало да преземат мерки во таа насока и да ги следат позитивните примери од Европа и светот. Еве гледам и Австралија како земја веќе презема мерки или ги укинува, ја ограничува можноста на користење на социјалните мрежи, како и Франција веќе воведува слободни телефон училишта, проект кој што е доста успешен и се покажа дека влијае позитивно врз психичкиот развој и академските постигнувања кај учениците. Клучот е во нас, возрастните, единствена цел да им се приближи книгата на децата на еден современ, нов начин, кој што е во чекор со нив. Истражувањата покажуваат дека преголемото користење на социјалните мрежи е причина за дел од учениците се соочуваат со анксиозност, депресија и анорексија. Истовремено расте и училишниот и сајбербулинг, кој не завршува во училишните клупи, туку преку дигиталните платформи продолжува и дома.